повторно од Општински комитет на ВМРО ве обвинија дека спречувате зградбата на градинката и училиште во Капиштец на сметка на одредени вработувања. Ваш коментар во врска со и пренамена на средства. Добро, мене ми е јасно дека оваа кампања против мене ќе не само што ќе продолжи, него ќе биде фактички интензивна 4 години и сум спремен на сето тоа и не сум изненаден. Значи мислам дека треба да се биде коректен и да не се биде циничен, затоа што јас уште еднаш да потврдам дека наследив буквално празна каса, која што во месец февруари беше потрошена за цела година однапред, плюс кредити од 5,5 милиони евра. Така што тоа што оваа година нема да се гради училиште во Капиштец е затоа што е празна касата. Тезата дека тие средства одат за друга намена се апсолутно грешни, затоа што останува, се разбира, средствата да се трошат во програмата за училиште и градник. И да подсетам дека наследив обврски, еден пример ќе ви кажам, доколку не се платат сметките за парно, сите 7 училишта во општина центар ќе бидат исклучени. Понатаму имаме итна интервенција и ќе се интервенира во училиштата, затоа што, да кажеме само како пример, спортската сала во Основното училиште Гоце Делчев е во катастрофална состојба. Вие знаете, информирани сте дека фактички имавме сосема пробивање на подземната вода и треба сериозна интервенција, потоа имаме паѓање на фасадите во некои училишта, подовите треба да се сменат, кујните и така натаму, значи воопшто не држи тезата дека парите ќе бидат пренаменети за некоја друга ставка. Обвинува дека во исто време доека кратите за изградба на училиште и градинки дупло зголемувате сумата на средства за привремени вработувања. Од 7 милиона 250 хиляди на 13 хиляди. Текува вистина во тоа. Што се однесува за Основното училиште во Капиштец, сакам со гордост да кажам дека веднаш по седницата во петок, кога ќе се усвои програмата, ние ќе нарачаме проект за изградба на училиштето. Тоа значи во превод дека тоа што ВМРО не успеа да го направи во изминатите 4 години, ние ќе почнеме да го правиме во првите 4 недели. Прашањето беше дали... Има вистина дека се зголемени средствата за новите вработувања од сумата од 7 милиона на 12 милиона. Так, ако се сака да се чита како што се чита материјалот, треба да се види дека средствата кои што беа наменети за вработените беа за првите 7 месеци. Тоа е затоа што ние што беа времено финансирани, односно времено платени, затоа што беа времено вработени, беше планот на ВМРО по 7 месеци да бидат фактички целосно вработени во општината. Тие обврски останаа, така што мора да има зголемување на платите од оние луѓе кои што јас ги наследив преку ВМРО. Ако и добивам напади, гледам добивам напади за некакви партиски вработувања, сакам на јавноста да и соопштам дека пред да дојде господин Тодоровиќ, во општината имаше 65 вработени, откако господин Тодоровиќ се замени има 136 вработени, што значи дека за изминати 4 години ВМРО повеќе од дупло ги зголемил бројот на вработени партиски војници во општина центар. Господине Черновски, за една недела истекува рокот од 45 дена за санирање на улицата Славејко Арсов. Меѓутоа не се работи, што ќе превземете за тоа? Рокот истекува, јас сум согласен со тоа и перманентно одиме таму во контрола и кажавме и јасно уште да потенцирам дека тоа обврска на изведувачот и финансиска обврска, доколку не ја исполни, се разбира дека тој ќе мора таму да си замине. Уште еднаш потенцирам дека сето тоа што се случи таму е поради дивењето на водно и јас добив мандат да го спречам сето тоа. Слушам напади за деталните урбанистички планови. Нападнат сум дека на седницата планираме да направиме некаков скандалозен обид за укинување од одлуките за деталните урбанистички планови и сакам да кажам дека не може владеачката гарнитура на централна власт, опозиција во општина центар, ВМРО да ги гледа законите во зависност од тоа дали е власт или опозиција. Затоа денеска ќе ви презентирам документ каде што се објавува решение за објавување на одлука за ставање потенциран вон сила на одлуката за донесување на детален урбанистички план за голем ринг јужен дел Запад, општина центар, подпис Владимир Тодоровиќ. Тоа значи дека ВМРО кога е на власт во општина центар смета дека ова не е против устав, кога доаѓа друга политичка гарнитура на власт смета дека се прекрши уставот. Овие вакви наивни обвинувања се разбира на кај ќе бидат оценети од граѓаните.